Четврток, 12 февруари, кратки вести во 12 часот. Охридски крводарители и понатаму се жалат и бараат поголеми капацитети и подобри услови при дарување на скапоцената течност во одделението за трансфузиологија во Охрид. Ова го повторија и при денешната самоиницијативна акција на Супер Радио и Охриде не бери гајле. Крводарителите со задоволство потенцираат дека од докторите и медицинскиот персонал се и повеќе од задоволни, но од условите не. Бараат достојни услови за ваквиот хуман чекор што го прават да се набават ваги и соодветен инвентар за достојно спроведување на идните акции. Во пресрет на истекот на рокот за легализација на бесправно изградени објекти, локалните самоуправи инсистираат на продолжување на законската можност за завршување на започнатите постапки за 5 години, односно заклучно со 3 март 2031 година. Образложението е дека голем дел од предметите не се завршени поради судски спорови, наследни прашања, имотно-правни компликации и други непредвидени околности. Со 7589 дивоградби Охрид е високо на листата за нелегални градби. Во декември лани туристички Охрид го посетиле вкупно 12342 туристи, од кои 6052 се странски. Според официјалните податоци на Државниот завод за статистика, вкупниот број на ноќевања е 22767. Во однос на структурата на странските туристи доминираат гостите од соседството. Најмногу бројни биле србите 1668, по кои следуваат гостите од Бугарија, Грција, Германија и Турција. Република Македонија ја посетиле вкупно 59521 турист. Во периодот јануари-декември 2025 година во однос на истиот период од претходната година кај странските туристи има зголемување за 10,3%. Времето денес променливо облачно со услови за дожд, попладне дува умерен јужен ветер, максималната температура во Охрид до 10 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.